Пораките на еврокомесарот Јоханес Хан се јасни, а неговите и ставовите на Брисел се непроменети. Кризата треба да се реши во рамки на институциите, велат политолозите. Се пробува на секој демократски начин да се воспостави праксата која беше преферирана кога беше формирано собранието и меѓународната заедница ке се труди докрај да го испочитува најдемократскиот принцип при формирањето на влада, вели Митко Гаджовски, докторант по меѓународна политика. Ние немаме ниту часови, ниту денови за одлагање на оваа криза, ниту луксус да се играме националистички пораки и игри и да ги злоупотребуваме граѓаните, вели Сонја Стојадиновиќ, магистерка по меѓународна политика. Европската унија прави обиди да придонесе за решавање на кризата без големи притисоци, на начин кој не би предизвикал дополнителни компликации, појаснуваат политолозите. Секоја одлука која нема да биде по принципот на демократијата ќе штети на угледот на државата, вели Гаджовски. А Стојадиновиќ вели, излезот го гледам преку законите и правилниците и уставот, зашто тие се толку флексибилни, особено кога се креирани, се предвидени вакви политички кризи. Зголемениот интерес и видно интензивираните средби на евродипломатите со македонски политичари, според упатените се должи меѓу другото и на засилени стравување од разгорување на меѓуетничките тензии и поделбите во Македонија. Добро вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на контактната емисија Мој термин. Вечерва ќе продолжиме да разговараме таму каде што застанавме по однос на темата Хан со јасна порака да се почитува парламентарното мнозинство во неговото интервју кое што беше објавено и на интернет страницата на Европската комисија, а кое што во отприлика 10 минути објаснуваше целосно околу она што било разговарано помеѓу партиите, но и неговиот став околу целата оваа приказна, откако пак беше дадено соопштението, здружено соопштение на Јоханес Хан, еврокомесарот за проширување и добрососедска политика, и на тројцата европратеници Кукан, Вајгал и Флекенштајн. Во продолжение би го повикал прилогот на колешката Душица Мрѓа, која што токму известуваше за ставовите на партиите по однос на средбите кои што ги имаа со еврокомесарот во текот на вчерашниот ден, но и со тројцата европратеници. Пораките од Брисел се многу јасни и никој не може да ги занемари. Европската комисија не се откажува од земјава и има позитивни намери за Македонија. Хан најави предпристапен диалог со отварање на поглавјата 23 и 24, но ние мора да ја сработиме работата и институциите да се вратат во нормала. Ова е пораката од лидерот на СДСМ Зоран Заев по изјавата на Хан и европретедничката тројка, но и поставот на ВМРО ДПМН е дека волјата на мнозинството мора да се почитува и победничката партија да биде дел од власта, кој го кажале на еврокомесарот. За Заев нови избори не се решение на кризата, бидејќи вели дека никој не гарантира дека Иванов повторно нема да прави обструкции. Тие знаат ако одат на избори ќе изгубат избори заради тоа што никој не може да го толерира ваквото безобразно и дрско однесување, не сакајќи едноставно да ја предадат власт. Тоа ниту еден разумен човек во државата, ниту разумен демократ човек надвор од Република Македонија не може да го свати. Мнозинството е декларирано во парламентот и треба да се направи брз трансфер на власта, демократски трансфер на власта. Ако се оди на изборите ќе изгубат и ние ќе имаме уште неколку пратеници повеќе, Ѓорги Иванов може повторно да одлучи да не го даде мандатот. Човекот си игра со чувствата на граѓаните на Република Македонија и со Република Македонија. Ова не може вака. Од партијата на Груевски не го коментираат конкретно европскиот став, признавање на новото парламентарно мнозинство и брз трансфер на власта. Велат тие нивните позиции детално ги образложиле на 3-часовната средба и нема што повеќе да кажат. Во денешното детално соопштение од партијата на Груевски пишуваат што тој конкретно му кажал на Хан. Лидерот на ВМРО ДПМН му порачал на еврокомесарот дека во Македонија се врши, како што рекол, политичко силување на волјата на граѓаните, но и како што стои во соопштението, надворешни центри работат на уништување на ВМРО ДПМН за да се исполни целта промена на името. ВМРО ДПМН го потенцираше фактот дека мнозинството од македонскиот народ не може да биде оставено во опозиција и без право да учествува во раководењето и одлучувањето за иднината на својата држава, при тоа почитувајќи го истото право и на сите други граѓани. Ставот на лидерот на ДУИПАК Али Ахмети е идентичен со ставот на неговиот иден коалицијски партнер. Институциите итно да профункционираат, а собранието, но и изборот на нов претседател на законодавниот дом да бидат врвен приоритет. Поместување на работите по пораките од Хан очекуваат и од БЕСИ и од Алијансата за албанците. Доцна синоќа еврокомесарот и европретедничката тројка Кукан, Вајгал и Флекенштајн порачаа дека новото мнозинство мора да биде признаено и дека институциите треба да профункционираат.
А во меѓувреме додека да ни дојде периодот кога треба и да се вклучиме во во живо од пред Собранието на Република Македонија од протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, ќе одиме со вклучување гледачи, а се додека и не стигнат дел од оние изјави кои што ги направи колешката Сонја Јанковска, која е на самото место. До тогаш велам добро вечер кому. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Вака, сакам да искоментирам ситуацијата. Ајде. И сакам да апелирам до сите граѓани на Република Македонија, дали сме ние свесни дека го стигнаме дното, значи ние сме најдоле што може, а сепак сме некоја европска земја. Дали може некако да се влие или да влијат разумните луѓе, предпоставувам дека се мисли на ману, на интелектуалците, да не чутат повеќе затоа што сите овие луѓе и што протестираат и што не протестираат, дека за многу кратко време ние економските последици страшно ќе ги осетиме, дека едноставно не ќе може да се живее во оваа земја затоа што ништо не може више да функционира. Втора работа, сакам една работа само да појаснам околу јазикот. Македонскиот јазик до 45-та година не беше признан до 41-та. Ние имаме барање до тогаш напредните сили да се отпечати стихозбирката на Кочо Рацин во Вараждин во Хрватска на македонски јазик. Таа и беше така направена. Со кое право ние денеска на некој му дозволуваме или не му дозволуваме да говори на македонски, на албански, на било каков јазик? Значи, широкоградоста на македонскиот народ треба да се покаже и со дозволување апсолутно нема штета за некој да си говори на својот јазик, србин, хрват, албанец, македонец. Само може Македонија на тој начин да добие. Најискрено упатувам уште еднаш молба до ману и до сите можни луѓе што нешто барем малку значат во оваа држава, да излезат и да ги кажат своите ставови во врска со оваа криза што верувам дека више не може обичниот граѓанин да ја издржи. Огнен, благодарам, поздрав. Јас вам ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Во меѓувреме, колегата Стојан Чомицевски имаше направено исто така прилог, во чиј што текст вели вака. Решението на кризата е да се почитуваат демократските правила и стандарди кои се напишани во Уставот, порача Јоханес Хан по средбата со македонските политички лидери. Еврокомесарот не сакаше да коментира за отсуството на председателот Иванов, но сепак напомена дека во вакви моменти председателот треба да е во државата, бидејќи неговата улога е од голема важност. Во интерес на земјата, секој актер треба да ја игра својата улога, треба да биде свесен за своите одговорности и обврски, треба да го почитува Уставот и доколку има предлог, ако има владина програма која се базира и која го почитува Уставот, тогаш тој треба да се согласи и да го поддржи формирањето на таа влада, изјави Хан. Еврокомесарот вели дека со лидерите на партиите имал доста продуктивни разговори и дека од нив слушнал интересни идеи за тоа како треба да се одвива развојот на земјата. Сепак, според Хан, од голема важност е да се почитува Уставот на државата. Тој меѓу другото напомена и дека победник не мора да биде само онаа партија која освоила најмногу гласови на изборите, туку и партиите кои имаат најмногу места во парламентот. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Немав намера да се јавам во ама... Так, повелете. Еве првиот дел. Јас како албанец барам извинување од сограѓанката што се јави албанка. Не беше во право тоа што го кажа, само тоа е палење на тензиите како останатите. Република Македонија е држава на сите граѓани кои што живеат во ова површина на Република Македонија. Таа како го мислеше, што го мислеше, меѓутоа јас сум нонстоп со луѓе, никој, ова не правам лице, никој не вели дека ние имаме Албанија, ние имаме Косово, ние имаме Република Македонија. Сега, што беше, едно тоа беше што ме потикна да се јавам сега и некои слушатели кои што се јавува Али Ахмети. Али Ахмети вече да се помисли со 9 други пратерици што се надуи, да рече одам со Груевски, што тоа ќе кажат
симпатизерите на ВМРО-ДПМН. Значи, Али Ахмети, ако биде во коалиција со ВМРО-ДПМН и ДУИ, добри се. Доколку не сака така да биде, значи не чини, пази, вака, онака. Али Ахмети не повикува на немири, не повикува на граѓански рат, така да и Зоран Заев исто не повикува. Ниједна партија, значи, исклучиво господинот Никола Груевски повикува на масовен протест, дури и заканувачки. Тоа е јасно, сеќате. Тоа е јасно. Ѓорѓе Иванов сака неќе мора да го даде мандатот. Дали ќе биде утре или заутре, мора да даде и Зоран Заев ќе формира владата и мислиме дека едина шанса е тоа што граѓаните ќе се спасат од секаков криминал. Благодарам. Благодарам за јавувањето и посакувам пријатен ден. Понатаму во својата порака Хан вели: "Она што е важно е која групација има стабилно мнозинство во парламентот, бидејќи после сите овие години на внатрешни разговори и фокусирање на политичката криза, мислам дека е важно да се води грижа за судбината на државата, нејзината евроатлантска перспектива, економските предизвици и безбедносните прашања", изјави Хан. Досна синоќа веднаш по завршувањето на средбата со представниците на политичките партии од Македонија, во заедничко соопштение еврокомесарот Хан и европратениците Кукан, Вајгал и Флекенштајн побараа од лидерите да покажат одговорност и да се овозможи брзо формирање на нова и солидна коалиција, бидејќи тоа е единствениот начин за земјата да се врати на патот кон Европската Унија. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. За темата сакам да разговарам. Слободно. Мислам дека Хан точно на место кажува дека треба да се даде влада да се формира СДСМ, бидејќи 67 пратеника. Дури нај нешто комично, цел свет ни се смее, председателот во ваква ситуација бега и не се среќа со Европска заедница. Па ние народе сваќате ли дека без помош на Европска заедница не вака за преговори, туку за пари, зајмови што ни дават, ние не можеме да обстанеме. Дали се свесни овие луѓе што искачат надвор, што бараат? Дали штитат криминал или бараат некоја правда? Мислам дека сите партии рекоа дека ништо нема излагање од уставот. Па што ќе биде ако и останатите партии ги ириттираат народот да искочат контра? Што ќе дојде до граѓански рат ли сакаме да дојде овде? Па го видовме Босна што стана, колку луѓе изгубија од тие такви превирања. Свесни се македонски народе, овде живееме сите заедно, албанци, македонци, турци, на сите оваа држава. Не, некои искачат, им даваме. Кој ми дава? Кој ни дава? Во Втората светска војна во партизани били албанци, турци, власти, сите. Сите ослободили оваа држава. Зашто некој сака да биде овде ка поголем? Дајте да направиме државата да ни света. Целата младина ни побегна надвор. Утре заутре сите Македонија ќе нема жители. Така. Дали Груевски сака да се спаси кожата овдека, да не иде у затвор? Тоа е најголемата примевна. Една партија која провоцира народ да искочи на улица, што сакате од таа партија? Дајте да се свестиме, да формираме влада, па после нека се разговара, преговара, бидејќи сите знаеме, двотретинско мнозинство треба за некои закони да искочи од овдека. Да двотретинско мнозинство со 67 пратеника нема. Не сме толку свесни. Толку. Благодарам за јавувањето и поздрав и до вас. По однос на денешните случувања, сите тие се врзани за она што се случуваше практично вчера, а тоа беа средбите на еврокомесарот Хан и тројцата европратеници Кукан, Вајгал и Флекенштајн со политичките партии. Иако беше предвидена средба на Хан со председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, тој му ја откажа средбата во истиот ден, остапувајќи го терминот за средбата на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Средбата му ја откажа поради тоа што не можел да се врати порано од службениот пат, односно работната посета во Република Унгарија. Во секој случај, ние мислам дека сме веќе подготвени, заедно со кога сме и кај граѓанската иницијатива,
веќе сме подготвени со, да речеме, можноста за вклучување од линкот на протестите кои што се случуваат повеќе од скоро веќе 3 недели, каде маршираат токму отпред владата на Република Македонија, собирајќи се таму на тоа зборно место, а потоа се до Собранието на Република Македонија, каде завршуваат со говори. На самото место на протестите ја имаме и колешката Сонја Јанковска, со која што се надевам дека веќе се слушаме. Сонја, добро вечер. Добро вечер, Огнен. Кажи ми, Сонја, дали бројката која што е застапена на овие протести е во некаков размер конзистентна со претходните денови откако ги следиш случувањата на протестите и говорите, и дали има нешто ново кое што може да се сподели или пак сепак начинот на протестирање е истиот? Да, Огнен, околу бројката можам да кажам дека е приближно иста со претходните денови, меѓутоа има помалку во однос ако направиме споредба со вчерашниот ден. Инаку иста е и маршрутата по која што се движат демонстрантите. Протестот започна пред владата, па потоа тука се префрлија пред Собранието на Република Македонија. И денеска вообичаено демонстрантите кога пристигнуваа дојдоа со музика, со зурли, со тапани, со државни знамења, со автомобили озвучени со разглас низ кој се пушташе македонска музика. Во моментов, колку што можете да забележите, тичат веќе говорите на дел од денешните говорници. Предходно говори има и дел од организаторите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Вообичаено и денеска се повторија истите пораки, дека овие протести се за зачувување на унитарноста на државата и за отфрлање на така наречената тиранска платформа и да се каже не за федерализација на државата. Инаку демонстрантите во изјавите што претходно ги земавме го осудија вчерашниот чекор на еврокомесарот Јоханес Хан, кој што не сакаше да се сретне со представниците на иницијативата за заедничка Македонија и го обвинија дека иако доаѓа од Европската унија, дека тој е недемократ и дека Европската унија е непријател на Македонија. Тука предлагам да ги слушнеме изјавите. И го поздравувам масивно господин Иванов што му дал корпа и одбил да се состане со него му препуштил времето кое го има на располагање да ги прими водителиве на ова Сдружение за заедничка Македонија. Се знае Македонија да си биде она што била од увек. За време 5 века турско не го смениле името и имало помалку јаничари, да го што имаме јаничари сега преданици на оваа Македонија. Чисто дојме да видиме со ова платформа, дали ќе се прифати, не, што се крие, што се не се кажува. Све сме у неизвестност, така ли е? Нешто има некоја позадина и не го знае народот, ќе видите сега која маса ќе се собе од народот. Треба да се каже јавно према народот. Што е позадината? Луѓето беа тука, он можеше да се сретне ако сакаше. Меѓутоа не е добро да се коментира. Он тоа го каже, затоа друго му каже и така да ние остануваме тука кај што сме. Господинот Хан не е демократ. Значи, нон-стоп по таа Европска унија ни кажуваат демократија, човекови права, а на нас македонците во нашата држава Македонија фактички ни ги кршат. Доста е со таа дволична политика. Така да повторам уште еднаш и денеска како и на претходните протести демонстрантите до меѓународната заедница упатија пораки дека не треба да се меша во политиките на Македонија. Инаку тие повторно изјавија дека ќе протестираат се додека не се исполнат нивните барања, односно отфрлање на така наречената тиранска платформа. Огнен. Сонја, ти благодарам за ова вклучување и доколку има некаква потреба ќе те вклучиме повторно. Во меѓувреме снимателот ќе се подготви за да ни дава инсерти од атмосферата, а ти проследи ги говорите кои што ги даваат дел од организаторите и поддржувачите на граѓанската иницијатива.
Почитувани гледачи, ние ќе се продолжиме со јавувањата на 026-91-924 или 925, а од режијата во момент штом ќе бидаме подготвени, ќе ни емитуваат и атмосфера во живо од случувањата на протестите. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Сакам шпицата да ја видам повторно на екранот. Аха, ете, да, кајронот е тоа. Ете, така. Харцо јасна порака да се почитува парламентарното мнозинство. Така. Точно. Човекот е паметен и кажа, иначе демохристијани, десничар фактички во Европскиот парламент, меѓутоа сепак човекот ја свати вистината, дека овде кај нас нешто чудно се случува и не е повеќе дрвен адвокат на власта, него едноставно е човек кој што ни кажува да работиме на вистината. Вистината е вистина. И самиот Груевски призна и криминалот и уствари ова криза почна од криминалот кој што тој го направи. Иначе тој го призна криминалот во првиот момент, меѓутоа после тоа се јавија некои експерти, дрвени адвокати и што ти ја знам, не знам кој како, и дефинитивно стигнавме до ова работа до некоја си политичка криза. Ова не е политичка криза, тој дефинитивно треба да си го призна и она што го направил и да си седни онаму кај што му е местото, да некој независен суд, еве, го имаме специјалното јавно обвинителство, го имаме Пржино 1, Пржино 2, кој Пржино 1 не успеа, Пржино 2 успеа и дефинитивно е во функција, и фино лепо према него да си одговара. Човекот не сме повеќе да држи во залог државата. А Ѓорѓе Иванов, јас не видено онако председател. Шо е таа работа председателот да бега во моментот кога во државата гори. Значи она село гори, баба се чешла. Ѓорѓе Иванов е човек по мое, сега може ќе биде навреда, не знам, може ќе ми исклучиш, меѓутоа тој е човек без карактер, диригован од некоја врхушка таму, која што го поставила на власт со уцена нормално, првиот пат беше уцена, то знам сигурно, за брат му, да не се мешам да не мешам фамилијарни односи. Да. Меѓутоа вториот пат повторно уцена за еден друг член негов од фамилијата, така да добро. Исто така не би требало да мешам, меѓутоа мора да се кажат тие работи дека Иванов е уцената личност и мора да игра онака и овие работи, тој што ги прави, ги работи строго под директива на премиерот, бившиот премиер, некогашниот. Да не пречекаш еден човек, еден еврокомесар, кој што иди да ги среди односите во нашата земја, која што Европа, Европска унија, да вистина ни дава... Само уште кратко ќе ве молам. Не, сакам да речам само ова. Да не го пречекаш тој човек, таа Европа, која што на вистина ни помага, ни дава субвенции, ни дава помош, ни дава сите овие работи, да не го пречекаш, да одиш во Маđарска, кај некој си Орбан таму, не е некој си, и тој е председател, меѓутоа сепак да одиш кај него, колку да одиш, да добро. не тука. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, ви посакувам пријатна вечер. СДСМ денеска преку соопштение апелираше да се почитува волјата на граѓаните и да се овозможи мирен трансфер на власта, преку формирање на Комисијата за избори и именување и продолжение на конститутивната собраниска седница на која ќе се избере новиот председател на парламентот. Да, може почитувани режија да одат инсертите од
граѓаните, волјата на 700.000 граѓани преточена во 67 пратенички мандати мора да се почитува. Демократско право на граѓаните е да ја изберат својата влада и тие на кредибилни избори се изјаснија за промени, правда и заедништво. Република Македонија има парламентарно мнозинство како што предвидува Уставот. Председателот на СДСМ Зоран Заев, зад кого застанаа 67 пратеници во Собранието на Република Македонија, веќе ја објави програмата на новата реформска влада која што го штити унитарниот карактер на државата, гарантира владење на правото, обезбедува решенија за потребите и проблемите на сите граѓани и ги отвора евроатлантските перспективи на Република Македонија, се вели во соопштението. Соодветно, ВМРО ДПМН секако исто се јавија со соопштение по ова на СДСМ во кое се вели: одговорност за понатамошниот развој на состојбата носат сите политички чинители, вклучувајќи ги представниците на меѓународната заедница. Многу избрзани и непромислени чекори и изјави од кој било фактор создаваат и можат да создадат сериозни тензии во целокупното општество. Тоа го истакнала делегацијата на ВМРО ДПМН, предводена од лидерот Никола Груевски на вчерашната средба со еврокомесарот Јоханес Хан и европратениците Вајгал, Кукан и Флекенштајн, соопшти денеска ВМРО ДПМН. Како што е наведено во соопштението, од ВМРО ДПМН посочиле дека предвремени избори секако ќе има, но колку побрзо се одржат тие, толку подобро за Република Македонија. Потребно е да се искористи можноста тие избори да се одржат заедно со локалните избори во најбрз можен рок, со цел ставање конечен крај на долгогодишната криза, која во овие денешни околности очигледно не е во можност да заврши, навеле од ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер. Дали имаме некој? Да, повелете, ве слушам. Гледач од Арачиново. Поздрав до Арачиново, повелете. Ала, и вама исто поздрав. Благодарам. Сакав да се доврзам малце во темата тука. Ајде. Гледам некои изјави што ги дават. Не знам кај ги најде тие луѓе што дават такви изјави. Не може више ни да вртиме во програмата секој ден исти изјави. Исти продуценти. А што мислат тие? Нека ја предаде власта како што треба, нека се подобра условите. Добро. И јас секој ден со македонци седнувам. Имам доста другари, пиеме кафе заедно. Тие се срамат што прават. Тоа би било се? Да, сакам само да им кажам дека ова што го прават и председателот и ранешниот премиер, како го викат, не знам више, го заборавивме. Срамота за него и за председателот. Така. Да. Добро. Нека ја предаде власта како што треба и да си одиме напред. Не вака да чекаме секој ден што ќе биде, како ќе биде. Така. Уморни сме више, уморни. Доколку е тоа се, да. Благодарам за јавувањето и посакувам пријатна вечер во Арачиново. Режија, дали сме на крајот на емисијата? Да. Значи, во овој дел сега, јас ќе ви посакам да останете со Телевизија 24, бидејќи следуваат вестите во 19 часот, заедно со колешката Анета Додевска и за сите најнови случувања околу сето тоа. А во меѓувреме, јас ќе се подготвам за да одиме веќе со второто продолжение на мој термин, веднаш по нивното завршување. Може би ќе остане и истата тема, така што ќе доправиме муабет со оние кои што сака, а останаа недокажани.